Добро, вие сега имате 20 членови на управниот одбор, Персида Отович-Тановска и Гордана Вилковска и председател на надзорен одбор во комунална хигиена. Кој е председател на надзорен одбор? Цветко Николовски од Велес. Кандидат за советник од Левица во Велес бил кандидат за советник, сега е председател на надзорен одбор. Не се наши членови, особено јас немам ништо против тие луѓе, ама не се наши членови. Дел од нив Персиде и така натаму. Била председател на правна комисија во Левица, така барам на вашиот вебсайт можев да видам и давала изјави во име на Левица. Поинтава ми е можеле ли тие луѓе, сега велите не се ваши членови, добро, мене ми излезе дека се, но можеле ли тие луѓе од внатре нешто да направат до сега за да не се доведе предпријатието во оваа состојба во која што е? Гледам на пример финансиски извештај на самото предпријатие од јануари до март оваа година, кој што бил усвоен од надзорниот одбор и од овој човек, Цветко Петре Николовски, со CV од Левица, кај што го одобрува и вели Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на комунална хигиена дава согласно за 3-месечниот извештај со показатели за позитивно финансиско работење и го упатува до управен одбор, а управниот одбор потоа вели дека во колапс ќе дојде јавното предпријатие и дека нема да може да ги оствари своите обврски за собирање на смет, буквално ќе се распадне. Значи управниот одбор знаел, надзорниот одбор го одобрил таквиот извештај. Значи не може да се абстрахираме и тотално да кажеме не знаеме, ние сега тотални аутсайдери сме, ме разбирате. Вие бевте и во советот, и во јавното предпријатие, и председател на надзорен одбор. Не може да кажеме не знаеме што се случува сега, од каде овој одбор. Но има едно суштинско прашање кое низ кампањата се наметна. Имавте кандидати Тетово, Гостивар, Струга, ги обвинувавте ВМРО ДПМН дека тие немале со намера кандидатите на Вреди да бидат поддржани. Сега ВМРО ДПМН има кандидат за градоначалник на Кичево. Ќе биде ли вашиот став конзистентен и ќе го поддржите овој кандидат или ќе го поддржите Фатмир Дехариот? Сепак обвинивте уште на самиот почеток дека сте предмет на цензура со тоа што не беа одобрени минути согласно на тоа и пари за рекламирањето на Левица. Оно што ми е чудно во целата таа ситуација е како универзитетски професор кој е ваш лидер, вие сте пратени, не забележавте дека тоа е законската регулатива. Ми се чини дека ви беше тоа дел од целата приказна дека Левица е тргната на страна, оневозможено е да се надпреварува во фер услови, дека е антисистем за разлика од сите олигархиски партии, како што ги нарекувавте цела кампања. Приказна беше или навистина никој од вас не вида дека таа е регулативата и дека не ви одговара? За крај зборувавте во кампањата многу за олигархијата и елитите, представувајќи се како антипод на сето тоа. Сепак во вашата биографија, она што ја видовме сите и која стои на партиската веб страна, нема ништо друго освен извршување на партиски политички функции, кои што се сепак добро платени. Вие сте политиколог, подобро од мене знаете дека и по дефиниција припадност на елитите е високи, добро платени политички функции, без искуство во приватен сектор, без куцање на врата кога како работник ќе дојдете некаде. Дали сепак мислите дека е малку лицемерно да зборувате само за другите? In the heart of